Во еден обичен ден, во уште едно од основните училишта во општина Киселавода во Скопје, група полуматуранти ќе направат нешто невообичаено. Тие ќе се соочат со предизвици, ќе се здружат, ќе се смеат и ќе се надпреруваат и ќе создадат нешто што никогаш нема да го заборават. Ова не е само обична забава. Ова е мисија полуматура. Во првата епизода ги видовме учениците како се соочуваат со своите први задачи: организација, креативност и многу ентузијазам. Тие се поделија во 3 тимови, објавија своји идеи и почнаа да создаваат магија. Но ова е само почеток. Денес подготовките за незаборавната полуматурска забава влегуваат во нова фаза. Креативноста ќе достигне ново ниво, а нашите тимови ќе бидат ставени на вистински тест. Ќе снимаат промо видео, ќе чујат пораки од идоли и ќе напишат нешто што ќе остане запишано за секогаш. Гледате ли што се крие за затворените врати на оваа полуматура? Во оваа епизода ќе откриеме нови идеи, нови предизвици и нови моменти што ќе ги помнат до крајот на животот. Но тоа не е се. Подгответе се да видите како ќе создадат нови магични моменти и можеби ќе се изненадат еден со друг. Дали сте подготвени за нова фаза, за мисија полуматура? Здраво на сите од училишниот двор на Основното училиште Невена Георгиева Дуња. Добре дојдовте во нова епизода на мисија полуматура. Минатиот пат започнавме неверојатно патување. Запознавме 3 групи млади, полни со енергија и идеи. Се поделија, се поврзаа и за прв пат ја почувствуваа важноста на соработката. Денес одиме чекор понатаму, бидејќи дојде време да ја пуштиме креативноста на максимум. Ве уверувам, ќе не очекувам многу смеа и малку предизвици и многу незаборавни моменти. Нашата мисија не е само да организираме забава, таа да ги научиме овие млади како да создадат нешто што ќе го памтат целиот живот. Првата епизода ни покажа колку брзо тие може да се адаптираат, а денес ќе видиме колку брзо може тие да се изразат. Ќе им дадеме простор да сонуваат, да создаваат и да ја покажат што ги прави нивниот тим посебен. Верувајте ми, ќе не изненадат колку се талентирани. Ова епизода ќе има 3 сегменти кои не само што ќе ги создадат тимовите, туку ќе создадат моменти за памтење, ќе снимат свое промо видео, ќе чујат пораки од своите идоли и најемоцијално ќе остават пораки за себе во иднината. Подгответе се за еден ден полн со инспирација и креативност и со многу смеа. Во однос на проектот Мисија, сами да организираме својата полуматура, сметам дека еден прекрасен проект со што им се дава можност на децата сами да ги изнесат своите идеи, како ја замислуваат својата полуматура, да бидат ставени во ситуација да комуницираат меѓу себе, да ги развиваат своите лидерски способности, да умеат да го кажат својот збор за тоа што сакаат тие како млади луѓе да допринесат во однос на организирањето на нивните полуматурски активности. Се надевам дека со овој проект ќе отвори можности и за други идеи кои може да се работат со тинејџерите, посебно 8 и 9 одделение, кои исто така имаат жилба и волја која би сакале да ја реализираат токму на ваков начин и во учество на вакви и поинакви проекти. Кога ги
ги гледам денешниве наши деветоделенци кои наскоро ќе ни заминат од училиштето, се сеќавам и се враќам назад 9 години, кога ни дојдеа првачиња во училиштето. Дојдеа малецки, со очиња исполнети со возбуда, со надеж, со исчекување, некои од нив исплашени, и ние 9 години овде во училиштето ги гледавме како растат, како се стекнуваат со самодоверба, како учат, како стекнуваат вештини, и дојде денот кога тие заминуваат од ова наше училиште и повторно нивните очи се исполнети со возбуда. Повторно кај нив се јавуваат емоции, се јавува надеж, се јавува исчекување, полет кон животот, бидејќи зачекоруваат во нова фаза од својот живот, бидејќи се пред една многу голема животна одлука како ќе продолжат понатака. Мислам дека и сега се со известна доза на страв како ќе бидат прифатени во училиштата каде што ќе одат, со кои пријателства ќе се стекнат, колку ќе се снајдат во средината. И токму тоа е придобивката на овој проект, што ги зближи децата, ги направи да се чувствуваат посигурни, да имаат контакти со соучениците од другите училишта, да се покажат, да ги искажат своите интереси, да блеснат и да се подготват за нов чекор во својот живот. Мислам дека нашите деветоделенци веќе зачекоруваат во нова фаза од животот и дека тука ќе бидат заедно сите од сите училишта подготвени да другаруваат и заедно да си помагаат. Конечно на позитивни примери почнуваме да го градиме пријателството, почита едни спрема други и соработката. Пред учесниците денес стои еден навистина забавен, но и предизвикувачки предизвик. Секој од трите групи има задача да осмисли и сними едноставно промо-видео за полуматурската забава. Ова не е само обично видео. Тоа треба да биде нивниот креативен потпис, нешто што ќе пренесе возбудата, радоста и уникатноста на нивната генерација. Во овој предизвик тие ќе мора да ја вложат целата своја фантазија, да смислат сценарио, да ги распределат улогите, да го осмислат изгледот и на крајот сето тоа да го измонтираат во динамичен и интересен спот. Но покрај креативноста, тука на тест се ставаат и нивната соработка, организацијски вештини и способноста да се слушаат едни со други. Дали ќе знаат како да искористат енергијата на тимот? Дали ќе се договорат за една верзија или ќе се изгубат во мноштвото идеи? Секој од нив има своја улога, секој придонесува со својот глас, а на крајот, само како тим ќе успеат да создадат нешто што навистина ќе ја воодушеви целата генерација. Сега е моментот да заблескаат и да покажат дека подготвувањето на забавата може да биде исто толку возбудливо колку и самата забава. Јас ќе кажам една реченица, потоа ќе има некој дете кој ќе почнеме да ги објаснуваме, нели? Ќе биде интересно, друго дете забавно, друго дете друго. Да, и може да се направи на И пак ќе каже некој друго дете. Кој ќе снима? Да очекуваме дека ќе биде ова многу интересно, никад не е било направено више во Кисела вода. Ве покануваме сите вас да дојдете со нас. од сите школи. Тоа сите школи да кажеме после прво вака ти што кажа како збор по збор, тоа биде првиот дел, нели така, сите кажуваме и после тоа да бидат тие целите текстови. Сега само треба да одредиме кој ќе почне. А може и како одредени личности да бидат некој внатре, некој надвор и потоа различни кадари да се покажуваат. Ама да биде со транзиции. Ама да биде со дало нешто вака. Да, нешто. Па нема транзиции, јас си го замислав како одат и како што оди човекот. Како што да Не, како што оди и сега се катнува тука сцената. И потоа другиот што е внатре во училиштето и тој оди и исто го збори нешто друго, саѓаш. На исто место, добро. Океј. Може да направиме така. Или пак како се снимам по скали, само се менја Да, кадар. само се менја. Или кој Да, ја мислам така. Различни деца се менјаат така. Да, за различни деца мора да се менјаат, пречо ако бидеме студенти, исто нема логика. Кој што ќе збори сам? Значи, или вака или вака ќе ни каже водителот и само напред, назад, демек доле, лево, горе, десно, ама важно да не биде само збору. Ама после ние ќе инициираме. Треба минуваме Не, локација. потоа ќе Да, ќе видиме. Треба смениме локација само. Како? А за локација? Да не биде само на една. И па да се на скали, На скали, па на скали,
Да пробаме и во сала. Ако ни дозволи директорката, ако ни дозволи, Како што идеме или се снимаме по скалите можеме? ако може сала, може двор, може да учи у нас. Ако ни дозволи директорката на почетокот, се свртам на пример јас на тоа столицата и почнувам да зборувам. Ако ни дозволи. Кој ќе зборува? Сите, може текстот сам да Дечки, ова е вашиот момент да блеснете. Замислете дека сте филмска екипа. Монтажери, режисери, актери, се во едно. Ке снимете видео од 1 минута, каде ќе покажете зашто никој не сме да ја пропушти вашата забава. Можете да пеете, да играте, да се смеете, па дури драматични моменти. Но најважно е да останете уникатни и да си верувате еден на друг. 1, 2, 3, тире! Здраво, ние сме Тим 1, група 1. Нашето промотивно видео ќе го снимаме на интересен и креативен начин. Со тоа што ќе биде снимано на 3-4 локации. Ќе се потрудиме со различни транзиции да го направиме видеото пораскошно и поубаво. Се договоривме снимањето да се одвива на 4 различни локации. Мислиме дека ќе биде интересно да снимаме во салата, во дворот, во училницата и на скалите. Текстовите ние пробуваме да ги поделиме подеднакво за секој да има учество. Бидејќи имаме многу за да кажеме, а многу е кратко видеото, треба се договориме што кој ќе каже. Се надеваме времето ќе соработува со нас и ќе биде убаво сончево. За да можеме да снимиме убави кадри во дворот. Ако не, ќе мора да се адаптираме да снимаме внатре поради времето, за тоа што ќе е време. Се договоривме и Јана и Милот да го снимаат. Бидејќи тие имаат најстабилни раце и најмодерни камери. А јас ќе се потрудам се да биде лабаво, полно со забава и смеа. Значи вака, има некоја идеја воопшто за како да изгледа сева? Може на скали? Може драматизација? Тоа е добро, само да не збориме многу, дали имаме време. Да, затоа што треба да биде некако брзо и интересно за да се гледа. Мислам дека ни требаат некои работи да земеме за да биде поинтересно. Да биде спор, Кој ќе снима? Кој ќе снима? Можам да снимам. Добро, ете јас ќе земам, ќе ми помогнеш ти со сценаријата, готово. Кој ќе глуми во драматизацијата, кој сака? Можеме, мислам дека ние вака што сме наредени четворицата. Добро, ете ја ти вие две, ќе се договориме за првиот дел. Водители може да имаме? Да, може. Од после. Ете, ти и ти, видете тоа. Вие двете ќе помогнете со глумата, мислам дека. Топ, одлично. Значи сакам да биде интересно, нешто брзо, така да има повеќе локации. За да дојде поинтересно, сакам да дојде некако сценаријата од прилика да биде на час по час на голем одмор, за да испадне поинтересно. Почетокот да биде интересен, со цел да ги привлече гледачите, да вниманието одма, да. Ама сепак целото видео треба само минутка да биде. Добро, за минута ќе се трудиме да што е можно повеќе информации за побрзо време и поинтересно. Убаво е надвор да снимиме нешто. Ако не време. Ако не време, може да испадне како големиот одмор да биде разговорот во школскиот двор и понатаму да дојде нели водителите во ходник и така натаму. Да, може. Мислам дека тоа е супер. Мислам да почнеме прво со разговор во училната, звони звонче, како измонтираме тоа. После тоа искачаме ние четворицата надвор во ходник, се среќаваме со нив и продолжува нашиот разговор и на крај идеме надвор, водителите се продолжуваат надвор доколку не врнат, да послужи времето и после тоа реално после интересно. убаво да се собереме сите заедно. И да мав како Да, нешто така во тој стил како дека ги покануваме сите. Да, да ги убедиме да дојдат. Да кажеме како нашата полуматура ќе биде доволно добра, што вреди тие да искористат дел од нивното време за да постигнат нашата полуматура. Да. Па реално тоа. Да, супер, тоа е тоа. Тоа е тоа. Ајде да поздрав да смислиме сега. Ставај. Ај, чао. Запомнете, промоцијата е како покана кон светот. Треба да биде заразна, интересна и лична. Не мислете само на тоа што треба да кажете, туку мислете и како ќе го кажете. Дали ќе користите хумор, емоција, а и може да користите некој што ништо нема да го очекува.
Договорете се, испланирайте и акција. Може сега? Може. 1, 2, 3, група 2! Луѓе, ајде да почнеме за полуматурската забава да кажеме нешто. Да се договориме. Ајде да направиме некој добар план, што велиш? Ајде бе, мислам дека е време да се договориме веќе. Доста сме да се поделиме у групи, па секоја група да чака, ајде изброиме прво колку сме. 12, 10. Па може во 4. Не, 4. Мене Јас можам воведо да го направам Ако добро. ќе го скрати во смисла да го направи како видео да биде поинтересно, супер. Да, он знаеше. За локации може нешто на скалите, нешто надвор, Може нешто на скалите, ако не буде надвор. Имав идеја, Се зависи до времето. Кој сме ние група? Максим, Гого, Мила и Мила. Да, добро. Ние сме Ние три и Марија. Кристина, Ива и Дамја. Па добро. Воведот кој ќе опре? Па ние ќе го направиме, ние четворица. Ние креме група А. Ние ќе го направиме средишно дел. Ние крајот, ние сме крајот. Тага ќе биде како поопшто, како покана нешто или како? Поканата да биде крај. Поканата да биде крај. Добре, идеја. Да, ама знаете На крајот може да речеме, например, ве очекуваме и да мафнеме нешто така. Значи крајот е поканата. За крај може и сите да се собереме за да бидеме во кадар. Сите и да намафнеме нешто Кој така. беше победен? Вие, ај гледате тоа победа да го скратите само 2 реченица за ние Општо главни. а воведот може да биде, например, пред школа, као дека доаѓаме, а завршиот дел као дека си идеме. Да, дека си идеме као Се да биде малку пократко дека сепак е 1 минута. Па да, како ќе го стигнеме, а после некако ќе го скратиме, ќе го направиме да изгледа поудобно. Дека група Нека се напише текст и А кај нас кој ќе прави ај Мила може да збориме, вие двајта нешто. Да, ние може да плескаме, да. Може во позитив како. Или да мафтам. Би статистика. Нешто на скалите, Па дечки мислам Ајде, дека можеме ние да направиме. Вие сте звездите на својата приказна. Додека снимате, потсетувајте се дека треба да работите како тим. Не за да победите, туку за да постигнете и да создадете нешто што сите го сакаат. Ова е шансата да покажете колку сте сполотени, колку идеи имате и колку многу можете заедно да работите. Епа ајде, нека почне шоуто. 1, 2, 3, група 3. Додека тимовите се распрснуваат низ училишниот двор и училниците, атмосферата се загрева. Смеење, трчање, снимање, репетирање, се е дел од хаосот што создава магија. Задачата не е само да снимат видео, туку и да дадат свој глас како група. Моментот на вистината пристигна. Видеата се готови. Со нетрпение чекам да видам кој тим успел најубаво да го фати чувството за нивната забава. Смејата и радоста секако се гарантирани, но дали некој видео ќе ни изненади? Дали некој видео ќе ни донесе емоции или не очекувам пресврн? Ајде да погледнеме. Припремете се за шоуто. По секој видео обрнете внимание на реакциите, пошто тие често зборуваат погласно од секоја критика. Ај здрав, те поканувам токму тебе прв пат во нашата држава. Полуматурска забава со сите полуматуранти. 11 основни училишта во нашата општина. Биде полно со добра енергија и дружба. Светилки како звезди на небото. Луда забава за момчиња и девојчиња. Верувајте, супер си ги минаме.
Најди си партнер и направете моменти и сеќавања што вредат за памтење. Има разни пијалаци и вкусна храна. А најважно влезете безбедно. А сега дојди и ти и биди дел од нешто незаборавно. Абе, не идам. Не, јас немам друштво. Што ви е, бе? Кај нема диета на полуматура? Слушна за полуматурската забава? Слушнав, баш не знам дали ќе идам. Зошто баш интересно ќе биде? Има и музика и луѓе. Оваа година нашата општина Кисела Вода реши да организира полуматурска забава за сите ученици од 9-то одделение. Идејата на овој проект е да се зближат сите 9 одделенци во една забава. Има многу музика, многу добра забава, така да не пропуштајте. Ќе одеш сега, така? Да, супер, ќе се видиме. Сите ќе дојдете на големата полуматурска забава. Ве очекуваме. И другари, не ми се верува дека дојде овој момент. Дојде време да свртиме нова страница од животот. Мислам дека е време ова да го прославиме. А вие што мислите? Добра идеја. Ајде, дечки. Започнете се случува големата полуматурска забава, каде што учениците од основните училишта од Кисела Вода ќе се соберат на едно место. Оваа забава ќе го бележи нашиот крај на 9-то одделение. Се надевам дека сите ќе се побираме многу убаво, бидејќи сите ќе бидеме собрани на едно место и ќе може да доживееме едно многу ново искуство. Во научна година, каде што се започна. Се ближи крајот ни почеток на едно ново поглавје. Се каравме, смеевме, учевме и конечно стигнавме до тука. Обличи го најдоброто од себе и дојди да блескаш. Ве очекуваме. И така, трите тимови ја завршија својата прва голема задача – снимањето на забавното промо видео за полуматурската забава. Беше прекрасно да се види како секоја група внесе дел од себе во овие кратки, но мокни видеа. Од смеење и креативни импровизации до сериозни моменти на тимска организација и монтажа. Некои се насмеа до солзи, други откријат скриени таленти, а трети научија колку е важно да се слушаат и почитуваат во група. Ова беше многу повеќе од снимање едно видео. Ова беше искуство кое ги зближува, ги научи на трпеливост и им помогна да ја откријат силата на заедничката работа. А она што го создадоа, тоа е нивната визит карта, нивната покана за сите другари и наставници да им се придружат на настанот што долго ќе се памети. Со насмевки на лицата и нова доза самодоверба, учениците сега се подготвени за следниот чекор од нивната полуматурска мисија. Имаме едно изненадување, директно од срцето на некои од нашите идоли. Овие луѓе имаат поминато низ полуматура, матура, дури и поголеми сцени, но едно е сигурно, никогаш не ги заборавиле тие моменти. Погледнете внимателно, слушајте со срце. Во нивните пораки се крие многу мудрост, но и многу насмевки. Здраво до сите и до сите гледачи на Телма. Полуматурант е оној период каде што е круна на завршувањето на основното образование. Јас моето основно образование го завршив во мојот роден крај во Кичево. Голем поздрав до моите кичевчани. Во основното училиште Владимир Полежиновски, кој што ние, нашата генерација, го викаме се уште Бато, по старото име. Тој период беше и започнување на практично на вториот милениум. Морам да кажам дека имавме прекрасно детство, прекрасни спомени кои што се уште ми фалат и полуматурата беше на некој начин и среќен, но и тажен момент, среќен од аспект на тоа што со нашите соученици се гледавме во едно поопуштено издание и со нашите учители, а тажен поради тоа што се разделуваме и почнуваме да се запишуваме на средните училишта. Јас продолжив на средно музичко училиште во Битола. Така да полуматурата е еден, како и матурата, еден убав момент кој што ќе се памти до крајот на животот. Здраво, драги полуматуранти! Најпрво сакам да ви честитам среќен завршеток на основното образование и многу понатамошни успеси. Сега можам јас да ви кажам нешто накратко за моето основно образование.
Имено јас своето основно образование го заврши во основното училиште Кузман Шапкарев, кој што се наоѓа во насел во Драчево. И можам да кажам дека тоа беше едно од моите прекрасни искуства, кои што ќе го паметам до крајот на мојот живот. Благодарение на моето основно образование произлезе идејата јас да се занимавам со музика, односно мојата наставничка по музичко, а воедно и тогашна класна, го откри мојот талент за пеење, одејќи на хор, па потоа да станам и солист во истиот. Така што тоа ми остана во сеќавање како едно од најубавите искуства. Јас го направив правилниот избор, а се надевам дека ќе го направите и вие. Бидете безгрижни, бидете весели и насмејани. Почитувајте, сакајте и уживајте во животот. Hello, Young Daddy овде. Полуматура ме потсеќа на еден од најубавите периоди, период кај што бев дете и единствен проблем ми беше оценките. Период кај што за прв пат ги видов сите мои соученици дотерани во фустани, во дела. Интересен момент беше дека сите машки имаа купено патики за кошарка, некои џорданки ги комбинираа со дело. Тоа е период, се сеќавам, кај што сите роднини ми дадоа многу пари, бев многу среќен за тоа. Тоа е еден момент кај што сите плачете на ноќа се растаемо. Се сеќавам како сите едва чекавме да заврши вечерта и да отидеме у школски двор или да отидеме во парк, само за да избегаме од професорите, но таму не пречекаа постарите и тука имаше едно разочарување. Меѓутоа, тоа е еден феномен кој им се случува, мислам дека на сите полуматуранти. Така да сакам да им посакам на сите полуматуранти да уживаат во моментот, да ги соберат сите контакти од сите нивни соученици и да продолжат да се дружат и после полуматурата и да си поминат најубаво и нормално да не се глупираат, да си ја памтат вечерта. Денес доаѓаме до можеби највозбудливиот дел од денот, капсулата на сеќавање. Ке напишете порака за себе во иднината, што само вие ќе ја разберете кога еден ден ќе ја отворите. Не плашете се да бидете искрени. Напишете што ве прави среќни денес, од што се плашите, што сонувате. Тие мали реченици еден ден ќе станат големи спомени. Откако ќе ги собереме сите пораки, заедно ќе ја закопаме капсулата. Замислете го тоа како подарок што самите си го оставили. Еден ден, кога ќе се сретнете повторно, ќе се потсетите кои сте биле. Понекогаш зборовите имаат поголема тежина кога се чувани, отколку кога се изговорени. Затоа, како дел од проектот Мисија Полуматура, решивме да зачуваме нешто навистина вредно, а тоа се мислите, желбите и надежите на оваа генерација. Нашите ученици од трите тима ги запишаа своите пораки. Искрени, лични, идни. Но таа капсула нема да ја носи само нивната приказна. Ке ги додадеме пораките од полуматурантите на сите основни училишта во општина Киселавода. Тоа ќе биде вистинска временска архива на една генерација. Нивниот глас оставен за некое идно време, кога ќе се посетат какви деца биле и какви луѓе посакувале да станат. Капсулата ќе се закопа, но пораките ќе живеат, како сведоштво на една мисија што не е само забава, туку и патување низ сеќавањата. За 10 години се гледам како зрела и самоуверена личност која живее живот по своја мера. Ќе бидам на место каде што ќе сум горда на секој чекор што сум го направила со кариера која ми исполнува. За 10 години се гледам пред камера со желба да ги инспирирам другите со мојата приказна.
За 10 години се гледам се завршен факултет и диплома, се замислувам како иден амбасадор кој постојано патува и знае повеќе јазици и современо прави нови пријателства и се враќа во својата родна земја. Во денешниот живот многу ги ценам своите пријателства, така да во иднина би сакала да развијам нови искрени другарства. Се гледам со завршено школување, а потоа со многу планови за шетање и истражување на светот, учејќи многу други јазици и култури. За 10 години од сега се надевам дека нема да ги имам заборавено сите мои пријателства и искуства од овие 9 прекрасни години. Се надевам дека тие ќе ми помогнат да станам успешен во мојот живот. За 10 години од сега се надевам дека ќе стекнам нови пријатели и ќе останам со старите. Се надевам за цврста и сигурна иднина. А јас во 10 години се гледам во бел мантил како докторка за живот. Хоби ми е свирење електрична гитара, во мојата куќа во Азија имам студија за свирење и пишување песни со милиничиња околу мене. За 10 години се гледам себе си како успешен музичар со многобројни награди и безброј снимени песни. Се надевам дека ќе бидам влијателна и позната и дека ќе успеам да го променам светот на добар начин со музиката. За 10 години се гледам како некој милионер што шета низ светот и ги осварува соништа. Јас за 10 години. За 10 години од сега се гледам како си студирам психологија во Англија. Ако би можела нешто да си кажам себе си, би било дека се случува со причина, дури да не ја дознаваме таа причина. Писмо до мене за 10 години. Во 10 години јас денес не знам што си, каде си и како си. Дали успеа да ги оствариш твојот сон, дали ги исполни твоите цели, дали уште го имаш сјајот во очите кога мислиш на нешто што го сакаш. Но сепак, каде да се наоѓаш, се надевам дека си горда на самата себе си, успешна докторка и дека си со твоите најблиски најсакани. Во 10 години не знам дали се уште ќе ги имам истите размислувања или дали ќе успеам во моите соништа. Но доколку успеам, себе си се гледам како успешен и познат доктор во нашата или во друга држава. Исто така себе си се гледам како го шетам светот и учам за нивните култури и обичаи. Јас за 10 години се гледам како успешен доктор. Да се биде доктор не значи само се лекуваат болести, тоа значи да се даде надеж, да се покаже хуменост и да се направи разлика во тук живот. Сега е најнормално училиштето, но сигурно за 10 години ќе се смени училиштето. Јас за 10 години се гледам да успеам во бизнисот како CEO или генерален менеджер. Јас го размислувам животот дека ќе живеам во Америка и да студирам таму. Јас сум Ивана и за 10 години се гледам како мајка на 2 деца и ќе работам како наставничка по англиски јазик. А сега за сега ќе пробам тоа да ми се оствари. За 10 години се гледам како искусна, сигурна и посветена медицинска сестра, која со љубов ја врши својата професија. Ќе работам можеби во болница или приватна клиника, каде што ќе се грижам за здравието и благосостојбата на пациентите. Андреја Ивановска од Основното училиште Кромеќевски. За 10 години се гледам на плажа, зајди сонце, има добра музика и играм од бега со блиски луѓе. И да ми ја видите палмата. Јас за 10 години се гледам себе како пеам, снимам спотови, давам интервјуа и глумам во некоја представа или филм. Тоа се моите желби кои се надевам дека ќе се остварат. За 10 години себе си се гледам како ја работам работата што ја сакам. Живам во топли краишта, го шетам светот заедно со моите пријатели и фамилија. За 10 години се гледам себе си како актер било каде во светот. Исто се гледам со истите најблиски личности како и сега. Би сакала да си ги исполнам желбите и соништата и многу да патувам низ светот. Каде се гледам за 10 години? Често се прашувам како ќе изгледа мојот живот по 10 години. Дали ќе бидат остварени сите цели што сега ги поставувам и дали ќе бидам личноста што сега замислувам, како успешен анестезиолог.
Јас за 10 години се гледам како личност да исполни својата цел, да работам во странство, да живеам во убава и динамична средина, например Берлин, Токио, Сад или нешто така, каде што секој ден ти носи нови предизвици и инспирација. Очекувам да живеам добар и лабав живот со добра плата и полно патување. За 10 години се гледам во Лос Анџелес на забава. Може? Реален сон. Може? За 10 години се надевам дека сум среќна и дека сум постигнала многу она што сум го посакала. Денес се обидувам да растем и да бидам подобар човек, а понатаму да патувам и да ги истражувам новите култури и искуства. Се надевам за 10 години ќе погледам назад и ќе бидам горда на сама себе. За 10 години се гледам патувајќи го светот и со кариера актерка или хирург. Исто со тие желби ми е да ја видам и мојата омилена актерка. За 10 години себе си се гледам како правен адвокат, успешна во својата кариера, посветена на правата и помагање на луѓето. Јас се замислувам како успешна во мојата работа како директорка. Луѓето ќе се променат во следниот период, а светот ќе се исто така ќе се промени. Мислам дека земјата ќе оди на полосо за тоа што луѓето ќе бидат зависно од телефоните, компјутерите и новите дигитални уреди. За 10 години се надевам ќе ги остварам своите соништа за да станам докторка, поточно кардиохирург. Исто сакам и да патувам низ целиот свет. Највеќе сакам да ги посетам Бразил, Италија и Русија. Се надевам дека веќе ќе ги имаш остварено. И уште е само една желба имам да живеам и работам во Швајцарија. Ако го читаш ова, значи поминале 10 години. Имаш 25 години и сигурно си порасната, поискусна и веројатно си се соочила со многу предизвици што сега ни на крај памет не мисли. Сакам да знам дали ги оствари своите соништа или барем се приближи до нив. Се надевам дека си се уште силна, полна со верба и не си се откажала. Остани верна на себе, сакај го животот и верувај дека секој ден носи нова можност. И ако некогаш се чувствуваш изгубена, сети се на оваа порака. Јас верувам во тебе. За 10 години ќе бидам успешна спортистка, која постигнува нови висини и инспирирајќи ги другите да се борат за своите соништа. За 10 години се гледам како ја работам работата што ме исполнува, да одам на патувања и да си ги остварам сите сегашни желби. За 10 години јас сакам да завршам факултет. Толку завршам. Јас за 10 години се гледам како успешен програмирар во Русија, ама поважно е да сум здрав и жив, а другото све ќе дојде. За 10 години се гледам како успешен кошаркар и како го патувам целиот свет. Јас за 10 години се гледам како успешен човек што потенцијално го има прошетано целиот свет. Секое парче хартија, секој збор ставен во оваа капсула носи емоција, вредност и иднина. Денес, учениците не оставаат само пораки, тие оставаат отпечаток на своето детство од нивниот прв важен животен премин. Кога оваа капсула ќе се отвори по години, ќе се вратат сеќавањата на денот кога сите соништа ги ставија во земја за да пораснат како идеи, надежи и нови патеки. Закопуваме зборови, но чуваме спомени, а времето само тоа ќе покаже колку значела оваа мисија за нив и за сите што ќе откријат. Денес научивме нешто многу важно, дека секоја забава е многу повеќе од само музика и декорации. Таа е приказна што ја пишуваме. Слушнавме пораки кои ни инспирира, гледавме видеа кои ни насмеа и напишавме мисли кои еден ден ќе нарастажат и насмеат истовремено. Се радувам што направивме сите еден чекор поблиску до таа посебна вечер, вечерта на полуматурата. Во оваа епизода видовме како група млади луѓе создаваат магија. Нивните гласови се слушнаа, нивните пораки се забележаа, а нивната енергија ја почувствувавме сите. Полуматурата не е само крај на едно поглавје, таа е мост кон иднината. И ние сме тука
да го документираме секој чекор. А јас сум Вела. А јас сум Лука. Благодариме што бевте со нас. Не пропуштајте ја наредната епизода, каде што предизвиците стануваат многу поголеми, но и тимовите повеќе силни.